Почитувани гледачи, добро утро! Време е за уште една откриени тајни во рамки на 24 од се срце. Ние сме секој ден заедно со вас од 9 часот и 15 минути, а веќе ви стана навика дека во четврток излегуваме надвор од студиото и разговараме на доста интересни теми кои што веќе го привлекува вашето внимание и секако редовно чекате да дојде четврток и да погледнете уште една откриена тајна. Денеска повторно со нас е доктор Жарко Костич, дијанетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. И ќе имаме повторно интересна тема, затоа останете на 24 вести. Во денешната откриени тајни ќе разговараме на тема одговорност. Зашто некои луѓе превземаат одговорност, а зашто некои избегнуваат да превземат одговорност? Секако на овие прашања денеска ќе одговори доктор Жарко Костич, дијанетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Време е да бидете пред ТВ екраните и да ја започнеме денешната откриени тајни. Темата на денешна откриени тајни е одговорност. Со нас е повторно секако Жарко Костич и ние го започнуваме денешниот разговор. Вие бидете со нас и проследете и денешната емисија на 24 од се срце. Жарко, добро утро и добро дојдовте во уште една откриени тајни. Добро утро, Сања, добро утро за нашите драги гледачи. Во оваа емисија ќе зборуваме за одговорноста, но не на оној начин на кој што сме навикнати да размислуваме за одговорноста, затоа што луѓето честопати се обидуваат да ја избегнат одговорноста затоа што ја поврзуваат со обвинување, со каење, некои слични емоции, но всушност одговорноста е начин како да се извлечеме од сите потешкотии кои што ги имаме во секојдневниот живот. Точно, значи мислам дека ако има едно нешто кое што може да ни извлече од секој проблем, од секоја неволја, од било што од кое што ќе западнеме, тоа е одговорност. Но и како што кажат, се слагам дека некојаш луѓето имаат на некој начин необичен или можеби па и да кажам неточен начин на гледање на одговорноста, поради тоа што во дадени ситуации, баш поради тие обвинувања, баш поради некогаш каење за нешто што сме направили и така натаму, луѓето почнуваат да не се волни да кажат дека биле одговорни за нешто или да преземат одговорност. Но за почеток на самата емисија, за да можеме точно да представиме, односно да се изразам на некој начин со сето тоа што сакам и да ја објаснам одговорноста на начинот на кој што сакам, ќе мораме да се навратиме на нешто кој што го спомнавме предходната емисија, а тоа беше дека човекот во своето постоење има пориви или мотивации што го мотивираат да обстане. Рековме во претходната емисија дека главната поента на секој од нас е да обстанеме. Да обстанеме најдолго што можеме, на најубав можен начин на кој што можеме да обстанеме. И рековме дека не обстануваме само за себе како единки, него во нашето живење имаме 8 сфери во кои што обстануваме и за кои што обстануваме, но поради тоа што оваа емисија ни налага даден временски период, за сите оние кои што сакаат да дознаат повеќе на оваа тема, сега што ќе ја спомнам, би ве упатил на претходната наша емисија, но пак ќе кажам, човекот не обстанува за себе. Него обстануваме за многу други работи. Ние обстануваме за фамилијата, нели? Обстануваме за децата, обстануваме за брачниот партнер, обстануваме за некој со кој што сме во врска, исто така обстануваме за групата. Кога ќе видите, нели, идеме на работа, имаме група, секој од нас сака да членува во група, секој од нас сака да биде дел од некој тим или од некоја група. Исто така секој од нас сака човештвото да обстане. Нели? Секој од нас сака човекот како вид да обстане. И така натаму. И овие пориви за обстанок ги нарекуваме динамици. Динамик значи порив или некоја сила која што не мотивира за да обстанеме. Зборот динамик потекнува од динамо, баш што значи мотивирачка сила. Значи, ако размислиме, ќе видиме дека она што не мотивира да обстанеме, не сме ние само како единки да обстанеме, него не мотивира и ни е битен обстанокот на фамилијата, битен ни е обстанокот на групата, битен ни е обстанокот на човештвото како вид и за тоа е доказ целата грижа, ако ја видите, која што се дава во моментов, например, на бегалците и така натаму, обстануваме и за живиот свет и така натаму, пак ќе кажам да не навлегувам подетално во сите овие сфери за кои што ние сите обстануваме. Поентата е дека животот се состои од повеќе сфери
и животот не сме само ние како единка. И тоа е многу битно да се разбере за одговорноста, затоа што ќе видите ако еден човек се повлече сам за себе, размислува исклучиво како единка, секој од нас му е очигледно дека тој не може да биде одговорен за останатите сфери во животот. Така да пак ќе кажам, животот е поделен во неколку сфери, во кои што сфери сме вклучени и за кои што сфери ние секако дека мораме да преземеме одговорност. Често ја споменуваме тонската скала на емоции и веќе знаеме кој се наоѓа високо на тонската скала на емоции, кој подолу. Дали оние луѓе кои што се наоѓаат на самиот врв на тонската скала на емоции се поволни да превземат одговорност за разлика од оние кои што се наоѓаат подолу или пак не дај Боже на самиот крај на тонската скала, кои што бараат било каков начин само да се избегне одговорност? Тонската скала е една алатка преку која што можеме да објасниме многу работи. И за тонската скала имавме 2 емисии, ако не ја спомнавме веќе во 5. Така да една од најпопуларните алатки кои што секогаш ја представуваме на нашите емисии. И баш овие тонови кои што нашите гледачи можат да ги видат, ќе видите дека имаме жолти тонови каде што имаме позитивни емоции, ентузијазам, игра, развеселеност, акција и така натаму. И како паѓаат емоциите надоле, имаме да кажеме по непожелни или подеструктивни тонови како што се лутина, огорченост, страх, па уште поделе се тоновите на тага, апатија, умирање и така натаму. Значи, во текот на животот рековме дека луѓето тонската скала на емоции е нешто кој што ни го представува квантитетот на живост кој што ги имаме во нас во даден момент. Можеби ако ни текне сме биле помлади или ќе видиме деца колку се високо по скалата на емоции, имаат ентузијазам, креираат се во акции, во текот на животот се случуваат дадени проблеми, имаме дадени загуби, имаме дадени трауми, негативни искуства ни се случуваат и така натаму, затоа изборувавме во многу од претходни емисии. Тоа све влијае на нас и не тера да се спуштаме по оваа емоционална скала и почнуваме да бидеме во некои по-неубави емоционални тонови. Сега, ако ја повторно разгледаме оваа скала на емоции, ќе видиме или можеме да кажеме дека луѓето кои што се повисоко на тонската скала, поради тоа што имаат подобри емоции, поради тоа што заземаат повеќе простор, сакаат повеќе да искреираат некои работи. Во овој случај ќе објаснам 2 термина кои што се многу битни за да се разбере поимот на одговорност. Едниот е причина. Зборот причина значи да предизвикаме нешто да се случи, да причиниме нешто да се случи. Значи луѓето кои што се високо на тонската скала причинуваат некои работи да се случат. Ајде да земеме пример, имате некое друштво и доаѓа некој ентузијастичен човек и вика: "Океј, идеме сега сите у кино." Или "Океј, идеме сите на тенис да играме." Или "Дечки, најдов супер место за одмор, идеме сите на одмор во тој и тоа летувалиште, например." Гледате, тоа е да причините нешто. Тоа е причина. Тоа е човек кој што е волен да искреира нешто, да ги мотивира другите да кажеме да дојат со него, да го предизвика тоа. Или можеби не мора да е во однос на група, едноставно сам сака да предизвика нешто и презема акција да искреира нешто. Гледате, одговорноста е поврзана со причинувањето. Гледате, некој нешто ќе причини, ќе искреира нешто, и ако е тоа што е искреирано убаво, луѓето му се воодушевуваат. Или ако тоа што го искреирал не е убаво, луѓето го обвинуваат некојаш. Кажа, знаеш што, ама ти си одговорен за ова што го предизвика. Знаеш, ти си одговорен поради тоа да не го направеше, тоа немаше да се деси овој ефект и така натаму и така натаму и така натаму. Човекот има тенденција после тоа да се обвинува, да се кае во врска со работите. Гледате, но ствари нема ништо лошо да причиниме нешто. Проблемот е кога прекинуваме да причинуваме работи. Кога прекинуваме да причинуваме работи поради тоа што се сплашиме од било што ќе го предизвикаме во нашиот живот, тогаш имаме тенденција да се повлечеме од животот, да станеме ефект. Зборот ефект значи да чекаме нешто да не се случи нас. Гледате, причина е некој кој што ги создава работите за него или за околината, ефект е некој кој што чека некој друг да направи нешто, па и на него да му се деси нешто добро или нешто лошо, зависи од ефектот што ќе се предизвика од другата страна. Но гледате, одговорноста е секогаш поврзана со причинувањето. Кога некој почнува да причинува акции, да причинува ефекти, луѓето кои што се високо на тонската скала сакаат да се причина и да искреираат работи. Секако ти имаат идеја да создадат убави работи, но честопати се случува да сакаме да искреираме нешто позитивно, работите некогаш не испаѓаат како што треба и ефектот или резултатот, да речем, кој што сме го искреирале, не е оној кој што сме го очекувале. И околината знае некогаш да не обвини за тоа. Па што?
е мојот одговор. Барем сме причиниле нешто, барем сме сакале да создадеме нешто, барем сме биле дел од животот. Замислете ако паднеме по тонската скала, што би се случувало? Тогаш чекаме животот или некој од животот нешто да направи за нас. И тие луѓе што чекаат, обично и обвинуваат. Затоа што не се тие кои што причинуваат работи. Така да, одговорноста, ако само размислиме, е поврзана со какви ефекти сме искрирале, какви ефекти сме волни да искрираме и на крај краишта, ако сакаме да сите не искрираме било каков лош ефект, ние не сакаме да искрираме лош ефект, но некојаш во животот се случуваат работи без наша волја да се искрираат некои работи. Ако сакаме никој да не окриви, и ако се плашиме било кој да не окриви, се плашам ја дека нема да можеме да бидеме креативни и да предизвикуваме работите во животот да се десат. Затоа што имате типови на луѓе кои што ја земаат судбината во своји раце и ја креираат и велиме дека се одговорни, имате луѓе кои што чекаат судбината да им наложи и нешто да им се деси и во такви ситуации имате луѓе кои што покривуваат или причинувањето го ставаат надвор од себе и викаат тоа е причина за мојата состојба. Тоа е причина за мојата состојба. Ти си причина за мојата состојба. Тоа да не се десеше, ја немаше вака да бидам. Гледате, тоа е во суштина неодговорност. Затоа што одговорноста е секогаш поврзана со креирање. Може ли сега, Жарко, да дадеме дефиниција за одговорноста, односно да ја погледнеме од еден друг агол, кога веќе ги споменавме динамиците и тонската скала? Како одговорноста е поврзана со нив? Значи, рековме дека имаме динамици, дека тоа се сфери во нашиот живот. Фактички тоа е нашиот живот. Нашиот живот е поделен во 8 сфери или 8 пориви кои што не мотивираат да обстанеме. Значи, не сме ние само единка, па тоа е единствениот порив што го имаме, него имаме пориви да обстане во 8 различни сфери. Јас спомнав тука, некои рековме дека поривот имаме порив да обстанеме како единка, тоа е првиот динамик, дека вториот динамик е поривот да обстанеме преку фамилијата, значи тука спаѓа сексот и одгледувањето на деца, третиот динамик е групата, четвртиот динамик е човештвото, петиот динамик е поривот да обстане живиот свет и така натаму. Гледате, во нашиот живот имаме 8 вакви сфери. Така, сега, нашиот живот е тоа. Во каква состојба се наоѓа нашиот живот е прашањето. И во овие сфери, дали работите се добри или се лоши? Во каква состојба ни се наоѓаат сите тие работи? Можеби ние имаме проблем на третиот динамик кој што е групата, во колективот во кој што работиме. Можеби фирмата не оди како што треба. Одговорноста би се состоела во следново. Да видам што е мојот удел во работите за зашто фирмата можеби не оди како што треба. Многу често луѓето мислат дека воопшто немаат удел тие. Но одговорноста е способност и волност ние да преземеме статус на извор и причина за работите ако одат добро, но и работите ако не одат на добро во некој од овие, во сите од овие сфери во кои што ни е поделен животот. Ако работите не одат во бракот добро, не може секогаш да е брачниот партнер крив или децата да се криви или поради нешто да не ни оди добро. Тоа е неодговорност, затоа што така ставаме одговорноста на некој друг. Дали сме ние волни ние да преземеме статус на причина и извор за тоа? Можеби нашите акции кои што ги правиме предизвикуваат да се искрираат лоши ефекти, или можеби некои работи што не ги правиме, а требаме да ги направиме, а не ги правиме, се допринесуваат за лошата состојба или во колективот. Знаете, многу е лесно да се предаде одговорноста во група и да речете, знаете што шефот е одговорен секогаш за тоа или раководителот е одговорен. Но вистински одговорниот човек може да види како тој со неговите акции допринесува за добрата состојба, но исто така и за лошата состојба. Кога креираме нешто добро, многу сме волни да преземеме одговорност. Така сите сакаме да речеме, ова е поради тоа што ја го направив. Видете, ова што го направив е поради мене. Но прашањето е колку сме волни да речеме што е тоа што правиме или не правиме во моменти кога некој од овие сфери во нашиот живот не е во добра состојба. Затоа што треба да сме волни да преземеме одговорност и за неубавите креации кои се случуваат во нашиот живот. Колку сме волни ние да преземеме одговорност за лошата состојба во колективот, иако можеби изгледа дека воопшто нема тоа врска со нас. Но ако не преземеме одговорност и не сме волни да преземеме статус на извор и причина и за лошите работи, тогаш немаме контрола. Тогаш контролата му оставаме на некој кој што е волен тоа да го превземе. Гледате, замислете ако никој не преземе волност да биде статус на извор и причина за една група. Тогаш групата ќе се распадне, имате поединци кои што целосно
ќе се индивидуализираат. И затоа и луѓето сега се индивидуализираат, поради тоа што не се волни да преземат одговорност. Може би еве на подалечна места се случуваат неубави работи во светот, еве да кажеме да ја земеме Сирија. Што ние можеме да допринесеме со нашите акции да се подобри тоа нешто. Може би на почетокот ќе речеме па не знам што е тоа што можам да го допринесам. Но ако размислиме секогаш дека има нешто што можеме да го направиме. Гледате, погрешното е ако мислиме дека ништо не можеме да направиме во врска со некоја лоша состојба. Секогаш има нешто што можеме да го направиме за да ја подобриме било која лоша состојба. Така да клучот на одговорноста, пак ќе кажам, е волност да бидеме извор и причина за сите позитивни креации и за сите негативни креации, долж сите овие 8 сфери во нашиот живот. Затоа што ако сме волни да преземеме одговорност за нешто добро, треба да сме волни да речеме дека лошата состојба во човештвото, лошата состојба во групата, лошата состојба во можеби колективот, лошата состојба во фамилијата, мора да има нешто врска со мене. И ако сме волни тоа да го преземеме, имаме контрола. Направивме кратка пауза и продолжуваме со темата на денешната откриени тајни. Зборуваме за одговорност. Верувам дека го привлековме вашето внимание и тука сме секако да продолжиме и понатаму. Жарко, секојдневно во секојдневниот живот сретнуваме луѓе кои што имаат критика за се што се случува околу нив и постојано критикуваат. Дали се тоа луѓе кои што сакаат да ја тргнат одговорноста од себе? Дефинитивно, ако видите дека критиката е фактички, ако се надоврземе на ова што го кажав во претходното прашање, ако имаме некој кој што прави грешка, гледате, тоа е дел од нашиот живот. Така, можеби човекот со кој што соработувам на работа, така прави некоја грешка. И одеднаш е многу лесно да преземеме да почнете да го обвинувате него. Фактички што правите кога го критикувате некој, му викаш тоа е причина. Ја не сум причина, тој е причина за ова лошово што се има случај. Тоа нема врска со мене. Он ја искрира таа работа. Кога некого критикувате, вие викате јас не сум одговорен, викате тој е одговорен. И не дека на него му правите лошо, сами си правиме себе лошо и ќе објаснам зашто. Зашто во тој момент ние се правиме ефект. Ние сме жртвите. Тоа е причината за се што се има случено, јас не сум. И гледате сега, кога на некого го обвинувате дека е крив за нешто и викате дека тој е одговорен за нешто, се случува интересен феномен, му давате моќ. Кога некого обвинувате, кога некого критикувате, на тој некој му давате моќ. Гледате, секогаш е он крив за едно нешто. И кога некој е крив за едно нешто, очигледно дека тој има моќта, затоа што никогаш не е до вас. Вие не сте одговорни за тоа. Мора да е едниот човек најодговорен, и ако е тој најодговорен, тогаш он не има моќта и во истиот момент ние ја губиме моќта. Затоа што не сме волни да заземеме состојба на дека ние имаме удел во тоа. Можеби тој прави грешка поради тоа што јас не сум го обучил како треба. Можеби причината зашто мојот пријател на работа секогаш греши поради тоа што јас никогаш доволно не сум посветил време и внимание да му го пренесам знаењето кој што му треба за да не ја прави грешката. Гледате, ама тогаш, ако преземеме таква точка на гледиште, тогаш сме ние одговорни. И пак ќе кажем, луѓето нема никаков проблем со одговорност. Треба да сме волни да преземеме одговорност. Човекот што е волен да преземе одговорност, едноставно само кажува, да, јас можам да причинам работи. И нема ништо погрешно со тоа. Нема ништо погрешно некој човек да е волен да рече да јас сум одговорен. Но не, одговорноста не е кајање и самообвинување. Вите имате луѓе кои што ги речат, леле, колку ми е жал ова што го направив, се каам, се самообвинувам, тоа не е одговорност. Одговорниот човек може да види дека сгрешил, окей, може да превземе одговорност за тоа. Тоа не значи дека не му е криво. Ама што ќе ми помогне ако почнам да се обвинувам, само камшикувам, како и да е, не ми помогнува да преземам одговорност, ми помогнува да видам што сум сгрешил, да знам што сум направил погрешно, да се коригирам и нареден пат да го направам исправно. И тоа е вистинска одговорност. Високо на тонската скала е одговорност. Многу ниско на тонската скала е само обвинување, кајање, жртва и така натаму. Тоа нема врска со одговорност. Гледате, тоа
некојаш луѓето го заменуваат за вистинска одговорност. Ама пак ќе кажам, одговорноста значи да се преземе одговорност, да се преземе простор, да се преземе извор за креативност, не само за себе и за групата, за да се крене групата, за да се кренат другите околу нас во насока на опстанок. И тој човек што е волен да ги опфати сите околу себе. Гледате, он не се контролира само себе, тој ја контролира и околината, ги контролира и пријателите, ја контролира и фамилијата во насока на опстанок. Тој знае дека е тоа добро. И не се плаши да преземе акции каде што сите овие динамици ќе ги бутне во опстаночна насока. Гледате? Но кога имате луѓе кои што се бегаат од оваа одговорност, кои што се ниско на тонската скала, се плашат да ги контролираат другите луѓе, поради тоа што можеби некогаш направиле нешто кое што не испаднало како што сакале. И тогаш одлучиле дека нема да бидат одговорни. Во една од претходните емисии зборевме колку одговорноста е поврзана со контролата. Ако не преземете одговорност за нешто, не можете да контролирате. Жарко, постојат луѓе кои што превземаат постапки кои што самите знаат дека не се добри и со самите тие постапки знаат дека повредуваат некој друг, имајќи оправдание дека истите тие луѓе и ними имаат направено исто така нешто лошо со кое што ги повредиле. Дали самото ова е доказ дека тие луѓе бараат оправдание да не превземат одговорност за некој друг? Имаме еден многу интересен механизам како луѓето прекинуваат да преземат одговорност за останатите сфери од животот, па и за останатите луѓе. Во една од подалечните емисии рековме дека една акција, ако ја направиме кон некој човек, кој што на човекот му е лесно да ја искуси таа акција, дека таа е добра постапка. Но рековме во една од претходните емисии дека ако направиме нешто кон некој друг на кој што не му е лесно да го искуси тоа, дека тоа се лоши постапки. Пример да дадам. Ако кон некого криете нешто, пример му донесете ручек или на собруката и донесете цвеќе, тоа е постапка која што другиот човек може лесно да искуси, нели? Но ако направите постапка која што другиот човек не може лесно да искуси, тогаш на некој начин го повредувате него. На било каков начин. Ајде да земеме братче и сестриче. И братчето ќе очукне можеби сестричето. И сега сестричето е повредено. Значи, братчето прави некоја постапка која што не е во ред и ја повредува својата сестра. Сестрата, кога ќе ја прими оваа лоша постапка од околината, станува мотивирана да му врати. Гледате, она примила постапка која што е лоша за неа и тоа ја мотивира на братчето да му врати на еден или на друг начин. И сега сестричката почнува на некој начин да му се одмаздува на братот. Што и да е на братот да му е битно, ќе се одмази на еден или друг начин. Сега гледате, таа е мотивирана од пример, од братчето излегла некоја постапка која што не е добра, својата сестричка примила постапка која што е лоша, тоа ја мотивира да врати со иста мера. Така. Кога ќе му врати на братчето, што се случува со братчето? Братчето сака да ја казни пак сестричката. Нели, па после тоа сестричката ќе ја прими постапката, па више е зачаран круг, она ќе му врати на него. И ги имате родителите се фаќаат за глава и викаат: "Деца, попаметниот попушта." Така. И викаат родителите: "Знаете што попаметниот секогаш попушта." Зашто ни го кажуваат тоа? Поради тоа што кога ќе почнеме да правиме лоши постапки кон некој друг, тогаш и другиот почнува да прави постапка лоша кон нас. Тоа нас не мотивира да вратиме со иста мера, па го мотивира и него да ни врати со иста мера. Или да кажеме друг пример. Може би имате дечиња во мало и едно дете ќе истепа некое друго дете. И после тоа оди на школа, секогаш со страв дека ќе го истепаат и него. Така, затоа што другиот сега кој што истепа не мотивиран да му врати. Нели? Но гледате каде е одговорноста. Една од дефинициите на одговорност е многу интересна, а тоа е способност да се воздржите. Колку често сме мотивирани од околината, некој нешто ќе ни направи, ќе ни искритикува он нас, сме слушнале дека не критикува, и ни доаѓа порив и ние него да го искритикуваме. Па он кога ќе разбере дека ние сме го критикувале, ќе почне и он да не оговара или да не критикува нас. Една од дефинициите на одговорност е способност да се воздржиме. Кога се воздржуваме од негативни акции кон другите, тогаш исто така сме одговорни. Така. Но ако почнеме да креираме и да се однесуваме кон другите на убав начин, на начин на кој што е убаво за нив да го искусат, тогаш и тие ќе ни вратат на нас во иста мера.
Во спротивно што се случува, луѓето влагаат во зачаран круг на една игра која што е многу деструктивна. Ја ќе те повредам тебе, па ти ќе ме повредиш мене. Ама ти кога ќе ме повредиш мене, јас сум мотивиран да те повредам тебе. Ама ја кога ќе те повредам тебе, ти имаш мотивација да ми вратиш мене. И на тој начин луѓето паѓаат на некој начин една спирала, влагаат у еден момент каде што целосно не преземат одговорност за друг. Гледате, волноста да се презема одговорност за друг е волноста да се воздржиш од креирање на негативни или штетни постапки кон некој друг. Поради тоа што, кога ние ќе искрираме некоја штетна постапка, гледате, човекот има тенденција да ни врати. Но она што пак е интересно е дека ние, ако никогаш не сме направиле штетна постапка кон некој друг, и ова е многу интересно да се нагласи. Гледате, некогаш самата наша штетна постапка што сме му ја направиле на некој друг, јас сум и наштетил на сестричката и си знам дека сум и наштетил, си имам увата на капата, она што и да ми направи мене, ја го доживувам толку многу трагично. Речам, леле, колку ме повреди. Ама имам чувство дека ме повредила, поради тоа што сакам да имам оправдание за тоа што ја веќе сум го имал направено. Не. Ке видите некојаш луѓето кога ќе направат нешто, обично чувствуваат дека мора да им е на нив направено нешто за да го оправдаат тоа што они го направиле. Сака да имаат оправдание за нивната штетна постапка. И некој ќе каже било што, малку ќе ви искритикува, и ако ние кон тој човек имаме веќе направено штетни постапки, гледате, ова ни е многу добро оправдание. И таа стрела, што тој ни е фрл, ќе земеме и ќе се збрцаме сами у срцето и ќе речеме, леле, колку ме повреди. Гледате, човек што има чисто срце никогаш не може да биде повреден. Но кога почнуваме да правиме вакви штетни работи, тогаш ние си на некој начин бараме околината да не повреди и го преобличуваме сето тоа што околината ни го прави на нас, со цел да станеме жртва, за да речеме колку ние имавме добро оправдание за тоа што сме го направиле, а и Бога ми за тоа што ќе им го направиме во иднина. Дали, Жарко, ова значи дека реактивниот ум ни се вклучува во момент кога не превземаме одговорност за некој, или можеме да кажеме дека самите себе си всушност се казнуваме со вклучување на реактивниот ум кога сме направиле нешто лошо и сме свесни за тоа дека го имаме направено? Точно така, Сања, поради тоа што гледате, ако се вратиме на претходното нешто што го зборевме, луѓето нешто ќе ни направат, така? И ние имаме мотивација да им вратиме. Но што се случува кога луѓето нешто ќе ни направат, односно кога ние нешто ќе направиме, ама никој на нас ништо не ни направи? Гледате, некој нешто ќе ми направи, луѓето ќе го земат тоа како мотивација, ако не сме одговорни. Рековме дека една од дефинициите за одговорност е способност да се воздржиш. Кога човекот решава да не е одговорен, ја зима таа постапка, стрелава се збрцува во срце, повредени сме, имаме мотивација и човекот тоа го чувствува како мотивација да врати. Но што се случува ако човекот направи нешто, ама нема од другиот човек мотивација за тоа да го направи? Ето ќе измисли мотивацијата. Што се случува? Почнува да го вклучува својот реактивен ум. Гледате, почнува да измислува дека некој го удрил, дека некој го повредил, дека некој е жртва, дека некој го направил да биде жртва. И дефинитивно во такви моменти човекот почнува сам да се казнува, пак ќе кажам, наводници, измислува дека е повреден само за да има оправдание за тоа што тој го има веќе направено, затоа што не бил фактички тој вистински мотивиран, но измислува дека бил мотивиран. И пак за крај да кажам дека дефинитивно кога човекот почнува да критикува, кога почнуваме на некои други луѓе да ги обвинуваме, да им кажуваме, гледате, они се причина за сето ова што не се случува, поради нив тоа го направи, она е одговорна, да она да не ми го направеше тоа, ја немаше ова да го направам, он е одговорен за се што се случува во мојот живот. Реков претходно дека му давате на тој човек моќ. И во една од претходните емисии рековме дека почнуваме да го губиме нашиот идентитет некојаш во текот на животот. Почнуваме да заличуваме на околината, почнуваме да заличуваме на татко, мајка, баба, сестра, брат и така натаму. Има уште еден механизам како човекот може да влезе во туѓ идентитет. Колку повеќе обвинувате некој друг човек у вашата околина,
дека он е крив за се што ви се случува на вас, фактички него го правите причина, он дека е причинител, он создал ефект. Кога вие сакате воидни да причините нешто, затоа што во вашиот ум тој е причинител, почнувате да налекувате на него. Затоа што во умот почнуваат работите да бидат дека тој е причина и кога ние сакаме да сме причина, стануваме како него. Дефинитивно генетиката е тука да ни помогне како да се ослободиме од многу негативни состојби во нашиот живот и на нашите гледачи би им предложил да разберат многу повеќе за умот, затоа што сите овие работи се поврзани со многу умствени феномени кои што секако да ги објасниме во претходните емисии, но за секој што сака да дознае повеќе, тука е книгата Генетика. Жарко, јас ви благодарам што денеска бевте повторно дел од Откриени тајни, секако во рамките на 24 од се срце. Сигурна сум дека им бевме интересни на гледачите кои што од емисија во емисија се во поголем број, а секако за оние кои што можеби подоцна се вклучија во серијалот на Откриени тајни, сите емисии се достапни на социјалните мрежи, секако на страната на 24 вести и на вашата Facebook страна која што е достапна за сите гледачи кои што сакаат да најдат одговор на темите кои што ние ги обработуваме во рамките на Откриени тајни. Тука ве поканувам секако вас и гледачите на телевизија 24 вести веќе следниот четврток во редовниот термин на 24 од се срце да бидат повторно со нас, а вие секако ќе откриете уште некоја тајна. Фала, Сања, благодарност до гледачите. Тоа беше се за денешната Откриени тајни и на темата одговорност. Верувам дека го привлековме вашето внимание и дека бевте целата емисија со нас. Доколку нешто пропуштивте или сакате повторно да погледнете, веќе ви дадовме насока. Тоа може да го направите на социјалните мрежи, на 24vesti.mk и секако на Facebook страната на доктор Жарко Костиш, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Ве поканувам следниот четврток да бидете повторно со Откриени тајни, а веќе утре од 9:15 повторно со 24 од се срце. Имајте пријатен, креативен и убав ден.